Почитувани, добар ден. Денеска зборуваме на една навистина интересна, но и доста важна и чувствителна тема во општеството, а тоа е згрижувањето на деца, односно потребата од повеќе згрижувачки семејства, кои што би излегле во пресрет на децата, кои што имаат потреба одреден период да бидат згрижени во вакви згрижувачки семејства. И за ова разговараме со стручниот тим Јагода Насковска, добар ден, и Валентина Димовска, добар ден. Тие се стручен тим во Центарот за поддршка на згрижувачките семејства при СОС Детско село. Добар ден, добре дојдовте. Благодарим на поканата, добар ден. Како Поздрав за вашите гледачи. Ви благодарам. А како што спомнавме, во тек е кампања која што завчера почна во државава, ќе се спроведе во повеќе места. За каква кампања точно станува збор и на колку места е мапирано да ги посетите и да зборувате за оваа потреба за згрижувачките семејства? Така, значи во моментот во нашата држава има вкупно регистрирани 353 згрижувачки семејства, во кои што се сместени вкупно 527 корисници. Потребата од нови згрижувачки семејства е голема, бидејќи оваа бројка не ги задоволува потребите со кои што ние на терен се соочуваме. Уште со процесот на деинституционализација, кој што започна од 2017 година, се донесе одлука да се затворат оние големи институции кои згрижуваат деца и тие деца што беа сместени таму да се трансферираат во други облици на грижа, кои што нудат овие деца да им се приде со еден индивидуален пристап, кој што го нуди практично згрижувачкото семејство, како една форма која што е најблиска до биолошкото семејство, односно една природна средина во која што треба да расте правилно и да се развива секое дете. Значи, тоа беше една од причините, да кажам, за потребата од отварање на нови згрижувачки семејства, зголемување на нивниот број. Другата причина е зголемените предизвици, односно ризици во примарните семејства, кои што па наметнаа потреба од сместување на деца во згрижувачки семејства. И третата причина е тоа што веќе постоечките згрижувачи, регистрирани згрижувачи, дел од нив се во поодминати години и практично со нивната старосна граница ќе заврши нивната згрижувачка функција и треба повторно да се најде сместување за тие деца. Од тие причини, значи, кампањата ја започнуваме со цел да направиме промоција на згрижувањето. Целта на кампањата е да ја подигнеме јавната свест кај општото население за згрижувањето и да обезбедиме информации за сите оние граѓани кои што ќе се одлучат да станат згрижувачи. А кампањата спроведуваме во соработка со Министерството за труд и социјална политика, со Заводот за социјални дејности, со локалната власт и центрите за социјална работа. Така. Денеска сте во Валандово и ќе имате таму промотивен настан. Што предвидува тој настан и на кој начин ќе се обидете да им се доближите на граѓаните, на потенцијалните идни згрижувачи? Кампањата која ја насловивме како "Подај рака и промени живот, стани згрижувач", ја почнавме на 1 јуни, на денот кој е одбран традиционално во нашата држава да се празнува како Ден на згрижувачите. И ја започнавме на градскиот плоштад Македонија со присуство на сите згрижувачи од овој дел од државата, на кои што присуствува голема благодарност до згрижувачите и до корисниците од овие згрижувачки семејства кои дојдоа да не поддржат и да пратиме таа силна порака до нашите граѓани дека на децата без родителска грижа им е потребен домот, им е потребно љубовта, топлината на семејниот дом и да си ги отвориме домовите, да си ги отвориме срцата за овие корисници на кои што тоа најмногу им е потребно. Значи, кампањата ја почнавме на 1 јуни, меѓутоа продолжуваме понатаму во 25 градови во државата. Денеска на 3 сме во Валандово и во 19:30 часот на градскиот плоштад во Валандово, пред
театарот, младинскиот театар, ги покануваме сите заинтересирани граѓани да повелат да дојдат, да ни се придружат на овој настан, каде што ќе се дружиме, каде што ќе се запознаеме, каде што ќе информираме за згрижувањето. Исто така, згрижувачите кои се во овој дел на државата ќе ни се придружат за да ни го споделат и своето искуство од својата згрижувачка функција, како и млади лица кои што го поминале процесот на згрижување и сега се самостојни млади личности. Сето ова го правиме за да ги запознаеме граѓаните дека згрижувањето е една хумана работа, меѓутоа и една многу одговорна работа, а тоа значи посветување на време, меѓутоа и знаење и вештини за децата без родителска грижа да го добијат оно што им е најпотребно. Така. Спомнавте дека во овој регион има згрижувачи од прилика. Имаме ли некоја бројка колку семејства се активни згрижувачи во моментов? Во целиот југоисточен регион. Вака, ние како Центар за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село даваме поддршка и семејствата кои се во овој регион се под наша надлежност. Значи работиме во Валандово, во Гевгелија, Струмица, Радовиш. Во Валандово во моментов се 2 згрижувачки семејства. Во Гевгелија имаме всушност под Центарот за социјална работа од Гевгелија функционираат едно семејство во Богданци и едно во Дојран. Во Струмица имаме 13 згрижувачки семејства, 13. Во Струмица се згрижувачките семејства, во Неготино имаме 2 згрижувачки семејства. И во Радовиш имаме едно згрижувачко. Сега целта е со промотивните настани да може да се на некој Да начин се зголеми сензибилизираат граѓаните и да бидат пријавени уште поголем број на семејства. Така, тоа ни е примерната цел на кампањата. Може ли да објасниме на граѓаните што значи да се стане згрижувач? Која е обврската што тој би ја имал, но и кои се бенефитите, пред се нели човечки, хумани, кои што би ги добил како човек кој што ќе биде одговорен за друго малолетно суштество? Така. Па згрижувачкото семејство е всушност облик на заштита на дете, односно нуди услуга која што е дефинирана во Законот за социјална заштита. Односно, вака со поедноставни зборови да кажеме, дека згрижувачкото семејство нуди целосна грижа, да кажам, заштита на дете кое што од некакви причини не може да остане во примарното семејство. Постојат критериуми законски кои што се предвидени како да се стане згрижувач. Всушност треба да е лицето полнолетно, да е во општа здравствена добра состојба, да има некаква материјална, да има обезбедено материјална состојба, стамбено-материјални услови кои што би можеле да понудат сместување за дете кое што има потреба да живее во тоа семејство, да не е одземена деловната способност на тоа лице, да не е сторител на кривично дело, да не е одземено родителското право. Сето тоа сите тие се критериуми кои што законот ги одредува. Исто така да има успешно помината обука за згрижувачи, кои што центрите за поддршка на згрижувачки семејства ја организираат со цел да ги зајакнат вештините на потенцијалните кандидати, да ги продлабочат нивните знаења поврзани со темата згрижување, грижа за деца и така натака. Ние како центар обезбедуваме почетна обука за згрижувачите, потенцијалните кандидати, која што се содржи од 9 сесии, кои што се по Прайд методологијата, која што е меѓународно призната методологија. И низ тие 9 сесии, практично, кандидатите се едуцираат на темата згрижување, која е нивната улога, што треба да очекуваат, како да постапат во одредени ситуации, со цел да ги запознаеме, за да можат да донесат на крај информирана одлука, дали сакаат да го работат тоа
или нема да можат да се снајдат во улога како згрижувач, многу е важно пред се згрижувачот да се чувствува комотен во својата функција, да сака да работи со деца, да е тука кога на децата им е потребно, а се друго ние сме тука за поддршка, за стручни совети, и континуирана обука, обучување на разни теми поврзани со детскиот развој. И значајно е да се каже дека згрижувачот, врз основа на услугата која што ја дава, добива на месечно ниво паричен надоместок за грижата и за потребите на детето и исто така доколку 15 години во континуитет е згрижувач и ја работи згрижувачката функција, се стекнува со право на пензија. Вие имате долгогодишно искуство со згрижувачките семејства. Имаме ли семејства кои што се толкав период згрижувачи? Дали имаме еден континуитет во згрижувањето? Какво е досегашното искуство? Да, нашата држава може да се пофали со долгогодишно искуство од згрижување и ние во нашата работа се среќаваме со згрижувачи што се по 16, 17 па и повеќе години згрижувачи. Значи во континуитет од моментот кога го примиле првото дете во нивното семејство, тие до ден денес се уште згрижувачи. Меѓутоа, една од причините заради кои што ја правиме оваа кампања и како што спомна колешката е што овие згрижувачи, согласно и времето и нивните подминати години, веќе ќе мора да ја напуштат оваа згрижувачка функција и потребата за згрижувачки семејства на тој начин станува многу по-актуелна и поважна во овој период, затоа што и бројот на згрижени децата кои имаат потреба за згрижување не е се уште многу голем, за жал секојдневно тој број се зголемува. Ние и другите центри за поддршка на згрижувачки семејства во државата, тоа сакам да ви спомнам дека покрај СОС детско село функционираат уште два државни центри, а тоа е Центарот за поддршка на згрижувачки семејства 11 октомври во Скопје и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во Домот за доенчиња во Битола. Значи, ние сите заедно работиме на тоа да обезбедиме овие деца да добијат соодветна грижа, меѓутоа бројот на згрижувачките семејства во овој период се уште не е доволен да можеме да одговориме секогаш, навремено, соодветно, со сместување на детето навремено во згрижувачкото семејство. Колку деца максимално може да земе едно згрижувачко семејство? Дали е ова регулирано? Да, регулирано е, го има во правилникот за згрижување. 5 деца може да смести згрижувачот доколку се психофизички здрави деца, тоа е максималниот број. Помал е бројот на деца ако се со категоризација, значи тогаш згрижувачот треба да се грижи за помалку деца и тие се бројки предвидени во правилникот. Сакав само да дополнам дека во кампањата се вклучени и овие два центри, освен Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС детско село, се вклучени и другите два државни центри за поддршка на згрижувачки семејства, 11 октомври и Дом за доенчиња, кои што исто така го промовираат згрижувањето. Мислам, нас не е тоа една од задачите на Центарот, промоција на згрижувањето, значи заедно со нив, во соработка исто така со Министерството, Заводот, Центрите за социјална работа, локалната власт, сите вложуваме максимални напори за зголемување на бројот на згрижувачки семејства. Так. Имате ли, кога тргнавте во кампањата, си зацртавте ли колку семејства би сакале да привлечете по завршувањето на кампањата? Со колку би биле задоволни ако се приклучат барем за старт по завршувањето на целиот овој караван, да го наречеме, по овие 25 градови? Целата оваа кампања е дел од еден поголем проект на СОС детско село што се вика Право на семејство. И ние секако согласно проектните очекувања имаме некоја таргет бројка која што очекуваме да се задоволи. Меѓутоа ние никогаш не сме задоволни од бројот и сакаме секогаш да има повеќе и повеќе, затоа што и потребите се тука. И потребите се тука и
и едно семејство плюс ќе не израдува, меѓутоа и 30 семејства плюс можеби нема да бидат доволни за да ги задоволат потребите. Така да не би иделе со бројки, меѓутоа посакуваме да барем секоја општина, нели, има поголем број на згрижувачки семејства, затоа што веруваме дека е најдобро за децата кои влегуваат во системот на грижа да останат во рамките на во рамките на заедницата, на локалната заедница, општината каде што и се родени, каде што и живееле претходно, за да се намалат оние трауми што децата ги доживуваат и загуби кога влегуваат во системот на грижа. Поедноставно е вашето искуство досега вели дека е поедноставно за децата, полесно се адаптираат ако се да речеме во иста или во соседна општина. Средината им е попозната, попријатна. Тоа е особено важно. Промените се многу помали. Така. Ако детето се смести во средина која што му е позната, значи промената полесно ќе ја прифати и ние како стручни лица, нашите заложби се кон тоа да во секој град има згрижувачки семејства кои што можат да понудат својата услуга, нели, и да прифатат дете кој има потреба од сместување и грижа на одреден период секако, затоа што згрижувачките семејства се еден облик на заштита кој е всушност поддршка на биолошките семејства. Целта е да биолошкото семејство ја надмине критичната состојба, кризниот период и по можност детето да се врати повторно во своето семејство доколку има можности. Меѓутоа некогаш згрижувачките семејства пак ја превземаат во целост улогата на биолошките семејства, таму децата растат до своето полнолетство и така натаму. Така. И уште бидејќи телевизија ви се гледа во целиот југоисточен регион, дали може да споделиме кои се следните посети во градовите во ова опкружување? После Валандово како е предвидено да тече настаните? Апсолутно, ние задоволство ни е да кажеме. кажеме, Ќе биде да. задоволство да промовираме сега и да кажеме дека следен настан, следен град кој ќе го посетиме после Валандово е Гевгелија и на 7 јуни сме во Гевгелија. На 7 јуни во Гевгелија ќе бидеме во 19 часот на плоштадот во Гевгелија, потоа одиме на 1 јули во Струмица, кога повторно ќе бидеме на плоштадот Happiness. 7 јули Неготино. 7 јуни, да, Неготино, јули ни е Неготино, а останатите градови ќе останат за вториот дел од годината, значи од август па понатамо, кога ќе продолжиме со другите 16 настани низ целата држава. Така. Ви благодарам многу за гостувањето, за споделените искуства и за кампањата. Се надевам дека убаво ќе поминете во Валандово, па ќе зборуваме следната прилика за големиот број на згрижувачки семејства кои што сте успеале да ги привлечете и да ги отворат своите срца и врати за овие деца. Се надеваме дека ќе биде така. Ви благодариме многу за соработката, за медиумскиот простор. Се надевам дека повторно ќе има представници наши на Центарот за социјална работа да споделиме еве искуства од она што ќе ни донесе кампањата. Јас само на крајот, на самиот крај би сакала да додадам да упатам еден апел до сите граѓани кои се заинтересирани за кампањата, значи да добијат повеќе информации за згрижувањето, може да се обратат на нашиот бесплатен телефон кој го отворивме во оваа прилика за оваа намена, а тоа е 075 277 447. Така, значи, сите оние што се заинтересирани може да се јават, и сите прашања да ги постават. Така, имаме и веб страна zgrižuvanja.mk, можат и таму да пишат. Отворени се телефоните и соработката со центрите за социјална работа. Ова е од поодамна постои веб страницата или во рамките на проектот сега ги зголемувавте ресурсите за информирање? Така е. Постои одавна оваа страна, меѓутоа сега нели ставаме акцент за да луѓето знаат каде можат да се обратат, освен на телефонската линија која што е достапна во секое време, имаат и друг начин, значи да пишат и на веб страната. Така.
Ви благодарам уште еднаш и секој добро се гледаме Благодарам повторно. и на вас Почитувани за приликата што ни ја дадовте. Така, почитувани струмичани, како што слушнавте вечерва, оваа кампања односно представувањето на и промоцијата на згрижувачките семејства е во Валандово, но во јули е во Струмица, така беше? Да. На 1 На јули први сме јули. во Струмица. Ете Да. така, сите оние кои што се заинтересирани, сите оние кои што сакаат да дознаат повеќе за згрижувачките семејства, ќе можат и лично да остварат контакт со представници од СОС Детско село, меѓутоа и згрижувачи од овој регион.